33% е новата царинска стапка што се воведува од страна на Соединетите Американски држави за македонските извозници во оваа земја. Што ова ќе значи за македонската економија? Ефектите ќе бидат малце пролонгирани, очекувам да бидат во подоцнежниот период, но ние треба да ги истакнеме нашите предности како економија и тука да работиме со внатрешно реорганизирање, особено во доменот на редефинирање на даночната и фискалната политика. Мислам дека е најдобро ние да видиме колку можеме она што ни се забележува дека е трговска бариера на нашиот увоз од Соединетите Американски држави да го намалиме, со тоа да го одоброволиме и тие веднаш да реагираат со намалување на царината. Тоа е можно. Дали во прашање доаѓаат странските инвеститори кај нас? Не очекувам дека тоа во моментов би го намалило доаѓањето, да кажам, на странски инвеститори, меѓутоа би рекла дека многу поголем е индиректниот ефект, односно ефектот кој што нашите компании го имаат преку извоз на одредени производи кон ЕУ и потоа извоз од ЕУ кон Америка. Исто така мислам дека ќе доведе до намалување на идни можни инвестиции од САД, особено зборам за диаспората наша од САД, која што се повеќе почнат да отвара своји компании во Македонија, кои што примарно се со цел извоз во САД. Во врска со новата царинска одлука на американската администрација од владата порача. Она што е значајно да се спомене е дека нема потреба од никаква паника, ниту од избрзани реакции и заклучоци. Станува збор за нешто долго најавувано од оваа администрација и не е одмината ниту една земја, дури ни најстарите и најтрадиционални партнери на Соединетите Американски држави. Стои во владиното соопштение. Вкупната трговска размена помеѓу Македонија и САД изнесува 314 милиони долари. Ова САД ја позиционира на 24-тото место на листата од земји трговски партнери на Македонија. Лани извозот на македонската стока во САД изнесувал 110 милиони, а увозот 90 милиони долари.